една случка би ја издвоил од не е фер да споменуваме во кое населено место беше. Па знам, ама мораме малце дискретно да делуваме. Тоа е само анегдота, тие е малце поголемо населено место. Училиштето е непосредно до патот, влегов во ходникот. На една врата пишуваше директор, чукнав на вратата, влегов внатре и внатре, да речеме, имаше едно суштество. Да, како човек, но до душа. Непострижан, небричен и со мантил. Работнички, но измрсен, па и искинат. Прв печаток беше дека е хаусмајсторот. Добар ден, реков, ја ми треба директорот. Кога рече јас сум, не знае дали одма да се вратам назад, да плачам или да се смеам. Не рече ни повелете ни ништо, седнав ја и објаснувам зашто сум дојден. И он се ќути. Он се ќути и вели, ја викам, дојдовме да понудиме на убава представа, за вашите ученици сме ја прикажувале во повеќе. Како сте, што правите? Добро, реков, се снаоѓаме сите во ова специфично капиталистичко време, мора да се најде работа, да се дојде до пари, екзистенција. Ние се одлучивме за уметност, убава представа, прифатена. Како сте, што правите? Јас прво си помислив дека човекот ме препозна и сака да создаде позитивна атмосфера. Па добри сме, реков, дома, ме поздравија сите, попат поминавме убаво, немаме проблем. Како сте, што правите? И веќе јас се сомневам во мојата прва прогноза дека сум дошол на право место. 8-миот пат, кога праша како сте, што правите, ја станав, точно 8. Станав, реков, никако не сме и ништо не правиме. Си стана ти. Заминав, излегувам низ ходникот на улица, веќе се присобрале луѓе, ме препознаваа тоаш повеќе. Што тука, Бојче, реков, дојдов да пријавам, да понудам представа за учениците од вашето училиште. Ништо не правиш, ми. Како не правам, сега се договори. Ништо не правиш. И од кај знаете, директорот вели беше 15 години без работа. Пред месец дена партиски го поставија за директор. Нити тој знае зашто е поставен, нити ти зашто си дојден. Нивната прогноза и оценка се оцени, така да таму не завршив работа, се вратив.